Средношколската унија на Република Македонија вчера одржа средба со представници од Министерството за образование и наука каде ги разгледаа барањата на средношколците за укинување на математиката од редовен предмет за полагање државна матура и промени во екстерното тестирање. На средбата е донесена предлог одлука математика да полагаат само оние ученици кои ќе продолжат на природно-технички факултет, каде математиката е задолжителен предмет. За ваквата донесена одлука побаравме мислење од претседателот на младинската организација на Средното општинско училиште Љупчо Сантов, Иван Коцев, кој изјави дека ја поздравува ваквата одлука доколку се донесе и изгласа на седниците на Собранието на Република Македонија. Тој меѓу другото ни изјави: До некаде јас ги поздравувам оваа иницијатива на Средношколската унија на Македонија, бидејќи отишле на средба во Министерството за образование и наука, постигнале некаков договор. Добро е и тоа што од страна на Министерството за образование и наука имаат слух да не слушнат оние барања кои што ги кажувавме од улица цело време. Но сега мене тука ме плаши временската рамка, бидејќи многу е краток периодот до кога ќе почне полагањето на матура. Првиот датум за полагање на матура е 6 јуни. Целата оваа процедура веројатно треба да помине низ Собранието на Република Македонија преку промената на целите закони. Ова што е на вчерашната средба договорено го поздравувам како претседател на младинската организација. Еден од проблемите на средношколците е тоа што барањето за промени во екстерното тестирање не е ниту разгледано, ниту дискутирано, а како што додаде Коцев, и тоа е значајно барање за средношколците. Второто наше барање не е ниту разговарано, а тоа е промена на концептот на екстерно тестирање, кој што исто така е со важен приоритет, можеби ист приоритет како и матурата што е, и екстерно тестирање ќе бараме и исполнување на тоа барање што го имаме. Мислам дека ќе успееме и во тоа. Средношколскиот пленум на Република Македонија за оваа недела најавува уште еден протест, а така и ќе продолжат се додека комплетно не им се исполнат барањата. Од младинската организација во Кочанската гимназија исто така ќе продолжат со организирање на протест.